Делење тендери во време кога треба да се формира влада е криминално, апсурдно и нелогично. Според упатените, наместо речиси 5 милионскиот договор што власта во заминување го склучи со Марковски компани за изнајмување на багери, камиони и помошна механизација, со кој ќе бидат врзани и новите директори, би требало да се склучи само како времен договор. Дополнително, одговорните ќе треба да реферираат колкава навистина била потребата за механизација и колку се потрошила. Во ова време, кога вие заминувате и веќе очигледно заминувањето, да го направите ова е за мене во стартот криминално. Не дека нема потреба, тоа го кажав, некој друг ќе треба да го оцени и да го испита колкава била потребата и колку пари се потрошени. Јас стојам не само за помошната механизација, дека ова апсолутно сега или додека се изврши промената на власта, тој ќе види многу скоро за месец-два, се подпишува некој договор во кој што вие можете за тие 2 месеци да ангажирате помошна механизација. Според Мавровски, многу работи во комбинатот се нелогични, како тоа дека помошната механизација што најчесто е од приватници копа повеќе јаловина од основните машини кои имаат неверојатен капацитет. Приоритетите за во иднина комбинатот да работи нормално е фокусот да се стави на ископна јаловина, а што поскоро да се отвори рудникот Живојно, да се ангажираат сите можни ресурси, човечки и технолошки. Ова што многу пати се најавува за отварање на јаловинскиот систем во подинските серии, апсолутно не функционира, барем до денес. Значи тоа треба да се направи подитно. Еден од проблемите ќе видат едноставно ракувачите за тие погонски станици кои што треба час поскоро да се обучуваат, да се пронајдат правите луѓе, оти ова што сега е вработено пред избори. Ова се луѓе кои што знаете и самите, донесени кои што и не знаат што треба да работат во комбинатот. И додека се пишува тендер по тендер и милиони се одлеваат, рек Битола најчесто е во хаварија и работи само со еден блок. Инаку Марковски компани изминатите години е редовен добитник на тендери од државните електрани за рек Битола. Во јавноста остана запаметен оној од минатата година за фантастични 46 милиони евра. Не само со Марковски, пред неколку дена според Бирото за јавни набавки склучен е договор за технолошко чистење на рек Битола во вредност од речиси 5,7 милиони евра со група на понудувачи Озонвеј увоз извоз Доел Битола и ЈС Трейд Груп Доел увоз извоз Струмица.